Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите влашка торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Матиме со миксер. Го додаваме шеќерот. Ги додаваме брашното, какаото, прашокот за печиво и водата. Мешаме со лопатка додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го ставаме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во редна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџерен оган налеваме 600 мл млеко. Прашокот за пудинг го додаваме во преостанатото млеко во мензурата. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата, во совриеното млеко го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме пудингот да се излади. Во сад за матење ги ставаме маргаринот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест. Во садот го додаваме изладениот пудинг. Матиме со миксерот додека смесата се соедини. Смесата ја распоредуваме во 3 сада. Бананите ги лупиме, ги сечкаме на кругови, ги додаваме во првиот сад. Ги додаваме и кршените бисквити. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Во вториот сад ги додаваме мелените ореви. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Крем бананите ги сечкаме на парчиња. Ги додаваме во третиот сад. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата. Ја отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме на 3 еднакви ленти по широчина. Првата лента пандишпан ја ставаме на долниот дел од кутијата за торта. Ја премачкуваме со филот со банани. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Ја премачкуваме со филот со мелени ореви. Врз филот ја ставаме третата лента пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со филот со крем банани. Со готварски шприц ја украсуваме горната површина на тортата со топчиња изматен шлак. Со топчиња шлак ги украсуваме и страничните делови на тортата. Декорираме со разнобојни парчиња желе бомбони. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Добар апетит!